Продавач на јајца, продавач на бои за вапцување и касап во битолскиот пазар делат исто мислење. Продажните цени ефтини, пониски дури од претходните години, ама луѓето купуваат колку да се направи адет, некако од годините. Колку за споредба, ако купувале 5 лошки јајца, сега купуваат 2. Ако лани купувале јагнешки половинки, сега купуваат главче и джигер колку за супа. Причините различни. Продажбата во однос на претходните години е малку намалена, изредуцирана да речеме, но се купува по 2-3 влошки, сега овие последниот од вчерашниот ден имаше поголема продажба, сега толку, четврток се вапцуваат сабајле во јајцата и готово, тоа е. Немаше поскапување на јајцата? Дури поевтинување имаше, наместо поскапување имаше пониски цени имавме во однос на многу години уназад. Која е најниската, која е највисоката цена? Најниската цена беше 110 денари, највисоката 180 и 200 година. Па годинава е намалена цената, негде се движи од 300 до 320 денари, зависи до јагнето. Исто како лани, исто. Но мислам продажбата на месото исто не е како лани. На што се должи тоа? Не го јадат јагнешкот или можеби цената е проблемот? Цената не е. Не го јадат овие младите пуќе, не јадат, ние постарите си го јадиме и така да. Меѓутоа традицијата се Продолжува, поќе джигери, супи, главчина, такви работи се бара. Малци се поевтини тие така. Дури и варзилото, боите и сликичките годинава слабо се продавале. Нема продажба многу. Зошто? На што се должи тоа? Пришодам крај месеци или така нешто. Така. Имаше ли претходни денови, бидејќи денеска се вапцуваат јајцата, претпоставувам? Не, слабо. Слабо беше годинава, многу слабо. Како и да е, пазарите тежат од зајре, луѓето раздвижени по последни подготовки. Од брзање дури и не сакаа да ги анкетираме, ама секој за Великден, како и секој Великден, колку толку ќе прибере и достојно ќе го одбележи празникот.